Добро утро до гледачите на телевизија Алфа и од мене, јас сум Бојана Димитриевска-Марковска, денеска како уредник водител во утринскиот разговор, политичкиот дел на утринската на Алфа. Мој соговорник е пратеникот на ВМРО ДПМН е Тони Јаревски. Јаревски, по вчерашната порака од Мицкоски дека ВМРО ДПМН доколку законот за амнестија влезе со европско знаменце во собранието, ќе го напушти парламентот, стигна веднаш реакција од Министерството за правда, од министерот Кренар Лога, кој вели дека законот ќе биде без европско знаме доставено во парламентот и дека сте зазеле став на празно. Од Министерството со кое раководи Лога тврдат дека сите детали за законот сте ги знаеле од првиот ден. Дали е ова точно? Тоа се разбира дека не е точно. Најнапред што кажавте што е разликата помеѓу европска знаменце и стандардна процедура. Предлог законите што влегуваат во собрание со европско знаменце се во скратени постапки. Практично имаме 3 дена од кога ќе бидеме во допир со законот до 3 дена додека тоа не влезе веќе во пленарна седница и изјаснување, поминување или непоминување на истиот. Каде што практично маневрите, каде што би можеле да реагираме скратени постапки во 3 дена, каде што не може да искажате сите аргументи и да ги соочите со фактите, да се гледат следувања подобри. И што е најстрашно, во голем број од законите немаат никаква или многу мала допирна точка со европското законодавство. Практично говориме за една типична злоупотреба на европското знаменце. И тоа е констатирано не само од нас, не само од опозиција, туку од голем број на меѓународни фактори. Неколку пати имаше реакции европската делегација, евроамбасадорот и така натаму. Доколку не биде со европско знаменце и биде во редовна постапка, во тој случај овој исклучително штетен закон. Постапка, предпоставувам така беа првичните најави без европско знаменце, но во секој случај, доколку биде така, ние ќе имаме можност и согласно деловникот, кој што имаме намера комплетно сите да ги искористиме. И инструменти, и алатки, и деловничките можности во насока на спречување на овој закон. Дали ќе биде тоа со амандманските расправи, со голем број на амандмани или со друг тип на или можеби ќе читате поезија како што тоа го правеше некогаш спикерот Талат Џафери? Ние досега имавме неколку седници, неколку точки, неколку закони, неколку предлози, например за уставните суди. Ние не читаме, но навистина имавме долги дискусии, спремни сме. Оваа пратеничка група на ВМРО ДПМН покажа и докажа и со активната блокада и со незината редовна работа, незината посветеност, можности и капацитети, каква се справи во овие нефер услови што ги наметнува спикерот, сепак да се избориме колку што е можно за интересот на граѓаните. Сега споменувате вие амандмани, но и самото мнозинство спомена амандмани со оглед на тоа што има несогласување во самата владина коалиција за овој закон за амнестија. Вие ако доставите амандмани, доколку достави мнозинството амандмани, значи овој закон автоматски е блокиран. Дали тоа значи дека законот за амнестија ќе лепди во собранието? Ако се сеќавате, првата најава за амандман од страна на власта беше токму од премиерот. Сега пазете, доаѓа закон во собранието од влада. Што правеле на седницата на влада? Разгледуваат ли таму нешто? Влегуваат во квалитетивна расправа на содржините кои што понатаму ги проследуваат до собранието? Како би можело да се случи во нормална држава, во систем кој што функционира, таков пропуст, например, од владата да дојде, уште не стигнат законот во собрание, а веќе ви најавува премиерот дека они веќе имаат најава за амандмани. Само нивниот неодговорен однос доволно кажува со еден ваков прост пример со какви ситуации се соочуваме. Замислите колку други области ги имаме, колку такви ситуации или колку човечки судбини зависат од нивниот ваков неодговорен однос. Кога веќе го споменавте и министерот, истиот тој министер па преходно не потпише друг закон, па имаше импровизации од заменичката и така натаму. Да, ова е навистина срамно што се случува, но за жал оваа власт одамна изгуби осети што е тоа срам, што е тоа етика и што е тоа морал, бидејќи и кривичниот аспект на нивните дејанија одамна веќе ниту ги засега, ниту ги допира. Се надевам дека тоа за кратко. Да, очигледно е дека нивните ставови во владачката коалиција не се усогласени, особено кога се во прашање кривичниот законник за кој јавноста буквално се крена на нозе, со кој се скратуваат, односно се амнестираат криминалните функционери и законот за амнестија. За кривичниот законник во собранието го бранеше заменик министерката за правда, а сега жестоко се бори министерот за правда
за кринолога за законот за амнестија. На прашање од новинарите кој го пишуваше кривичниот законник, тој не упати одговор да побараме од заменичката за правда. Се укажавте. Со самото ова што укажате, се ви кажува. Дека има несогласувања. Но кому му треба, прашањето е кому му треба ваков закон, на кого му се потребни над 200 затвореници на слобода? На криминална власт, кој што очене и во такви услови носи очене одлуки, ја го имам тоа кажано и преходно. И нивната надеж е дека во пакетот заедно со кривичниот законник, еве сега ќе имаат можност да регрутираат уште дополнително 280 чинам беа лица кои што ќе бидат офатени со законот и да ги стават директно во функција на кампањата. Но она што е најстрашното, на сите работи што ги кажавте преходно, кому и зошто, не се темели таму несогласувањето во однос на идеологија. Па да кажеме дека овакво или онакво предлог законско решение се е комплементарно или зависно од нашата или нивната политичка, економска или не знам каква политика или идеологија. Овде станува збор за влада која што е базирана на интереси, на математика. Во оваа влада веќе не се знае кој е коалиционен партнер, кој влегува, кој излегува. Овде станува збор каде што за сметка на финансиски интереси, на политички интереси, на поединци и на групи, тука страдат човечки судбини. Или пак, еве да бидам уште поконкретен, целокупниот развој на државата е ставен во залог поради нивните договори за, не знам, дали се некои коруптивни тендери или пак некои криминални активности кои што, пазете, се веќе констатирани од серија на институции, како домашни, така и странски. Значи, државата оди во бездна, тоа го потврдуваат малтене со плебисцит 80% од анкетираните граѓани веќе на серија на анкети, сите релевантни. И на тоа, освен ставање крај, освен промена на власт, ја не гледам друг начин како... Сега, освен законот за амнестија, она што ќе се случува во собранието и јавноста очекува резултати од вас како парламент, тоа е формирањето на анкетната комисија за мегаскандалот на онкологија. До сега ниту една анкетна комисија во историјата на парламентот од Независна Македонија нема завршено со некаков резултат. Дали може би ова ќе биде првата комисија која ќе има некаков епилог? Нивниот обид, ја ќе кажам нивните јалови обиди да избегнат од одговорноста, без оглед дали тоа кривично за преходното што го зборевме со законите, или пак од одговорноста пред граѓаните, ќе биде неуспешна. Бидејќи ќе се соочат со одговорноста. Тоа да бидете сигурни. За случајот со онкологија, ја мислам дека не постои човек што лично не допира. Еве и мене, кога ќе го споменам, имам слика на 2 или 3 своји блиски роднини или поширокото познавање кои што поминаа таа голгота, верувам дека и пријатели кај вас. Така да мислам дека нема човек во државата што тоа лично не го доживува. И пазете, горчината, кога ќе ги видиме тие слики пред очите, се подеднакво силни како што ја имаме и сликата за модуларната болница, која живи луѓе ни гореа. Мајката со двете деца, исто така што живи изгореа во автобусот. Се беше тоа како производ на еден неодговорен систем, на една несовесна власт и една власт која што имавме серија на вакви грозоморни случувања кои што поминаа без одговорност. Тоа мора да запре. Затоа и сега велиме. И со оваа анкетна комисија ќе ги направиме сите можни чекори да се утврди не само кривична, туку и морална, и етичка, и она што е најважно од аспект на оваа анкетна комисија што сега е формирана, политичката одговорност. За случајот со онкологија, за вакви случаеви, за многу помали работи. Не знам, ќе земеме за Грција, например, една железничка несреќа беше причина веднаш да си даде оставка министерот. Имавме случаеви во некои уште поразвиени демократски држави, каде што по грешка со една кредитна картичка да се купи нешто приватен производ, дава министерот оставка. Овде тоа не е случај. Овие се оперирани од све. Ниту имаат образ, ниту имаат кичма. Затоа ни е важно ние со анкетната комисија да си завршиме работа и ги согледаме работите. Бидејќи што знаеме? Знаеме дека системот за кој што биле инвестирани 300 и нешто илјади евра, за кој што биле направени обуки, за кој што бил во функција веќе пуштен, знаеме дека доколку би функционирал, 100% се отстраните сите ризици ваква работа да се случи. Збориме за 2017 година. Знаеме дека истиот тој систем точно има и контрола, и следливост и евиденција на сите случувања поврзани со тематиката.
знаеме дека некој донел одлука тој истиот да биде исклучен. Јас велам вака, да бидеме најшироки што можеме во тој пристап. И одлуката да биде исклучен, доколку се темела дека некој преходно не го имплементирал како што треба, било несоодветно или правил шета, треба да преземе чекори за повикување на одговорниците тој преходно. Ни тоа не било направено. Они едноставно го исклучуваат, сето тоа, сите тие финансиски средства инвестирани, обуки направени, време потрошено и така натаму се адакта ставени и се прават 3 чекори на назад, се враќаат на методи кои што апсолутно мислам дека во западните општества кај што ние се стремиме да се движиме, се одамна веќе напуштени и што е многу важно, во таков случај не само што се ставаат на ризик пациентите, туку се ставаат и вработените. И конечно, системот не е сам по себе таков како што е имплементиран низ целиот свет, туку тој покрај тоа што ги отстранува тие ризици, има основа да донесе и многу заштеди, финансиски заштеди. Кажуваат таму стручњаците и докторите од она што го слушавме по медиумите, велат како ви да е биолошкиот распор, кој што исто така па новата метода ја имплементираат од 2018 година, односно стара метода еден чекор назад, останува 5 до 10% остаток кој што доколку постоеше системот ќе се искористеше, а сега вика вака се фрла ризик по животна средина, ризик по вработените, ризик по пациентите и за гледачите ако веќе имаат дилема за колку за што станува збор, тие 5 до 10% што значат, ако терапиите на пример чинат околу 10 милиона евра годишно, 10% се веќе практично 1 милион. Тоа е 3 пати повеќе од вредноста на системот што бил преходно. Значи не имаме замена на системот со уште понов, не знам, роботика, роботизиране, автоматизиране и така натаму, туку се гледа дека тенденцијата се движува да се случи нешто незаконно. Сега, анкетната комисија треба да... Вие партиципирате како заменик член во анкетната комисија, од каде ќе почнете со работа? Нема од каде. Важно е до каде ќе стигнеме. Мене ми е важно да се стигне до одговорноста. Тој некој што определил, зашто видите, не е само тоа, укажавме на системот. Втора работа. Државниот завод за ревизија има утврдено фрапантни показатели исто на ова поле, дека има проблеми со евиденцијата. Се разбира, веќе побаравме и посебна точка истите препораки. Зошто тој истиот или некој друг што го исклучил системот не поставил по препораките на Државниот завод за ревизија, што е сосема друга тематика, но со подеднако голема тежина. И конечно, зошто се обидува власта сега преку нивниот наратив да префрли дека тоа се случувало на за 30 години, кога сите факти укажуваат дека сите овие работи, ризици или појави, предуслови се случиле да се случи ваква немил настан од 2017 година наваму. Така да, и тој што го потпишал, што донел одлука тоа да се направи на страна, и тој што го назначил него да биде поставен на тоа место, и тој што дал поддршка на тој назначениот да биде, ја мислам дека хиерархиски по вертикала треба да се понесат одговорност, бидејќи така следува на секоја држава. Не знам дали ќе успееме да имаме заклучок со работата на оваа анкетна комисија, но ова е власт на заменување и бидете сигурни со промената на власта дека одговорност и за овој и за многу други случаи ќе има. Јас би сакала тука, Бојана, да се надоврзам само на разговорот и да прашам, еве имаме веќе сознанија дека обвинителството ги повикува пациентите да дадат исказ токму за овој скандал. Ги имате ли вие информациите од тоа што се случува и до каде е овој барем резултат? Да, убаво што го укажавте истото. Можеби најголемата штета покрај ова грозоморните слики што се пред нас, најголемата штета е паѓањето на довербата во здравството. Токму тоа обвинителство што вие го укажавте, веќе има и со правосудството некоја мизерна поддршка од 1% кај граѓаните. И уште кога ќе слушнеме од колегите од власта дека станувало збор за перцепција, тогаш навистина доаѓа до максимална иритација, бидејќи пазете, таа перцепција не се темели на нивното мислење, на неупатеност или незнаење за правосудството. Таа се темели за жал. Се темели на лошо искуство на секој од нас. И како граѓани, и како организации, и како компании што се соочили со неправда во тој правосуден систем. Така да, доколку генерално би кажал, вака општо, што очекуваме до ова обвинителство, не очекувам ништо. Но, не смееме да оставиме на тие постулати, не смееме да дозволиме да имаме ситуација во која што здравството ќе изгуби драстично доверба. Бидејќи па таму има други основи за манипулација и ви укажав и пред емисијата. И јавноста очекува многу и притисокот од јавноста е голем со оглед на тоа што еве денеска повторно ќе има протести. Јас затоа и сакам да искористам и оваа можност.
и со помош на медиумите, со помош на притисокот на јавноста, сметам дека овој и уште неколку вакви грозоморни случаеви треба и мора и ќе бидат истерани до крај и за ова ќе се сноси одговорност и кривична, и морална, и етичка, и политичка.